Во целата историја на овој свет, само еден човек немал потреба од прошка. И тоа е Бого човекот, тоа е нашиот Спасител Исус, затоа што никогаш не сгрешил. И неверојатно, ако размислуваме, еве, затоа и може да биде првосвещеник, меѓу другото, неверојатно ако размислуваме за тоа, во какви се ситуации бил, а не сгрешил, ниту во збор, ниту во мисла. А тоа треба да биде нашиот идеал, кон кој што се стремиме, тоа е примерот. Ние треба да го поседуваме Христовиот карактер. Мислам дека повеќе од јасно е тоа. Во Римјаните 5.12, нема да ги читам сега стиховите, ќе одем малку побрзо, вели дека сите сгрешија. Преку еден дојде и гревот влезе и смртта над секој. 1 Јованово 1.10 вели лаже оној ако каже дека не сгрешил. Тој лаже. Значи нема човек кој што не сгрешил. Потоа автоматски на секој од нас не е потребна прошка. Но Исус не сгрешил. Никогаш во ништо. Во таа смисла, сега во една поинаква смисла, некако минатиот пат, тој не должи, а ние должиме. Многу често пати знаеме и си должиме еден на друг. Во смисла на тоа, си ми сгрешил, па не се покајал, па не знам ова, па не знам тоа. Должник сте ми. Така гледаме некојаш на работите. Зошто гледам дека оваа тема и зошто пак ме навраќа некако духот, затоа што сметам дека ова е еден од клучните моменти кои што може да реши многу меѓучовечки односи. А ние тука имаме проблем на тоа поле. Затоа што, знаете, лесно може да се кажеме, па ние сме христијани, ние веруваме во Господа, ние идеме во самота на црква и тој вертикален однос некако не може баш многу да се согледа, ама се гледа преку оној наш, како реков да вертикален, се гледа преку оној наш хоризонтален однос меѓучовечки. Матеј 6.12, што вели, што кажал самиот Исус која ги поучува учениците како треба да се молат, кога им ја кажува молитвата Оче наш. Матеј 6.12. И пак да нагласам, овие теми се можеби лесни да се проповедаат, да се кажат, ама тешко е ова да се живее. И јас тргнувам само од себе, не дека сум достоен да го зборам ова, мене ми треба како прво ова, а верувам и на сите нас. Значи, во Матеј 6.12, стихот гласи вака, Исус меѓу другото, значи, кажувајќи им како треба да се молат и како треба и ние да се молиме денеска, вели, и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги проштаваме на нашите должници. Не се мисли овде само на парични долгови, туку веќе нагласив, во која смисла можеме да му должиме некому. И тој е единствениот кој што не сгреши, кој што нема потреба од прошка, вели стана грев за нас. За да ние добиеме таа негова праведност, за да ние можеме да... Значи, тој беше тој мост, тој повторно ја воспостави, ги поврза двете скарани страни, така да кажам, меѓу нас и Отецот. И дури во Лука 23 глава, 34 стих, и тоа нема да го читам, затоа што времето е кратко, Исус доека виси на крстот и доека овие фрлаа ждрепка за неговата облека, тој ќе каже: Господе, прости им, Оче, прости им, затоа што не знаат што прават. Замислете си во која ситуација. На крстот. Ни крив, ни должен. Руган, плукан, претходно тепан, злоставуван и вели прости им затоа што не знаат што прават. Каков пример за нас? Што ни кажува ова на нас?
како тоа Исус е спремен да прости во однос на тоа колку сме па ние спремни да простиме. Ја не верувам дека некој нешто ви направил во животот за кое што, вели, треба да простиме, а што е поголемо од она што Исус нам ни прости. Не верувам дека има такво нешто. Нема нешто поголемо од гревот и она што носи гревот, смрт. А Господ Исус, положувајќи во својот живот, не откупува и од смртта за да можеме да живееме. Тоа не можеме ни да го платиме со ништо. Видовме и од пулката дека ниеден, никаков првосвещеник, никаков свещеник на земјата не може да ги покрие гревовите, не може да не спаси. Освен единствениот првосвещеник Исус Христос, Божјето јагне. И ако имаме предвид онаа парабола тамо кој што се наоѓа во Матеј 18 глава, кога Петар ќе запраша дали до 7 пати да простиме, и Исус ќе му рече не до 7, туку ви велам до 70 пута 7, по 7. И потоа им кажува парабола за едниот кој што должел 10.000 таланти, и тоа, ако сега земеме да го пресметаме, тоа се милиони, неколку милиони, значи, опрашање се долари, или не знам што сакате, некоја денешна цифра, значи, огромна цифра. За тоа време, милиони долари во денешно време се големи пари, камо за тогаш. Наспроти оној кој што должел 100 денари, или, како беше тоа, ако 1 денари е дневницата, значи, заедно 3 месеци, 3 месечна плата. Што не е проблем да се врати, да се исплати. Главниот текст на кој што ги задржаме се наоѓа во Колосјаните 3 глава. Значи, пак одиме во тој правец на простувањето, но сега во Колосјаните, ќе отвориме Колосјаните, тука има 2-3 стиха, кои што накратко ќе ги разгледаме. Колосјаните, трета глава. – 12 и 13 се клучи, а може малко да погледнеме и во контекст. И така, облечете се како Божи избраници, свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си еден на друг, ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. Ќе разгледаме неколку причини зашто треба да простиме. Како прво овде гледаме, Павле користи речник облечете се. Претходно ќе каже соблечете се. Значи треба од нешто се соблечеме, ако читаме тамо погоре. Каде беше? Осмиот стих. Но сега отфрлете го. И вие сето ова, соблечете го. Сето ова. И што е тоа? Гнев, јарост, злоба, хулење, срам. И така натаму. А облечете се, и кажува сега тука неколку карактеристики. Тоа е новиот човек. Една од причините зашто треба да бидеме спремни, треба да простуваме, затоа што тоа му одговара на новиот човек. Новиот човек во смисла на новородениот човек. Таа облека, таман, му одговара на новородениот човек. И како што гледаме тој новороден човек, овде има неколку, се вброени неколку карактеристики кај него, значи, како што вели 12 стих, милосрдно срце, значи, или сочувствителност. Новородениот човек, човекот во кој што живее Христос, е сочувствителен. Сега замисли си некој ќе изгреши. Вие како прво треба да сочувствувате со него, а не да го осудувате. Затоа што и тој е грешник како и вас. И што повеќе тој направил од вас. Сите ние должиме, сите ние
премно му должиме на Господа со тоа што ќе сгрешиме, затоа што грешеки се еден на друг му грешиме пред се на Господа. Потоа, како што вели овде, благост или љубезност, не само што треба да биде сочувствителни, туку и љубезни кон личноста. Зборувам за простување, затоа што во тој контекст, 13 стих, дава нагласок на таква ситуација. Значи, ваква облека, која што содржи сочувствителност, љубезност, скромност, понизност, трпеливост, му одговара на лицето кој што е наново родено и кој што облека треба секојаш да ја носи. Знаете, ние често пати знаеме да кажеме, за 5 минути сега ќе ја соблечам таа облека и сега ќе му кажем на него, пошто вака и вака ми направим, па после пак ќе си ја облечам. Или често пати знаеме да кажеме, како што е јас, некој ќе кажам, да не бев христијанин. Да не бев христијанин и сега понатаму точки, некој од вас може би што сме правили молит, па знаат што следи понатаму. Меѓутоа, новородениот човек, тоа значи, наново роден, значи не е тоа само покривање на некои слабости, не, туку тоа е наново раѓање, комплетно наново раѓање. Тој е љубежен, тој е сочувствителен во секој момент, а посебно овие квалитети ги покажува во кои ситуации. Што вели 13 стих? Трпете се еден со друг. Значи, трпете се, кога нагласува овде, кога вели Павле, трпете се кога е тешко да се трпи другиот. И проштавајте се еден на друг, ако некој има поплака на некого. А имаме често пати. Се плачеме од овој, се плачеме може од шефот на работа, се плачеме од братот, од сестрата. И да имаш поплака, проштевај, прости, биди љубезен, биди сочувствителен, биди смирен, кроток, трпелив. Трпи. Тоа одговара на новородениот човек. Тоа е една причина. А овде можеме да зборуваме сега, да скратиме, како што вели во 12 стих, така, облечете се како Божии избраници. Како тоа ние бевме избрани, како Господ не избра, тоа е посебна тема што мислам дека минатиот пат ја наследимо. По лепота, по не знам по што, по памет, по што не бираше Господ нас, по што го избра израелскиот народ? Со вечна љубов ве возлюбив и затоа ви укажав милост. По милост. Не дека нешто беа посебни, не дека ние нешто сме посебни. Па зарем тоа нема да не натера, нема да делува на нас да бидеме и сочувствителни кон оној кој што ќе ни сгреши, и кротки, и понизни, и трпеливи. Таму сме кај што сме, не по некои наши заслуги, не сме избрани по не знам што, затоа нема што да се фалиме, кој што вели Павле на неколку места таму. И не само тоа, не само избрани, туку и свети, посебни, не избрали, сега сме посебни во неговите очи. И тоа пак како резултат на неговите заслуги. Тоа тој го прави, не ние, и возлюбени. Таа негова љубов е вечна, никогаш не престанува. Избрани, свети, возлюбени. Како тогаш ние би требало да бидеме кон другите. Значи, облека која што треба да се носи постојано и кој што му одговара на еден новороден човек. Еден новороден човек нема да бара не знам какво покаяние, не знам какви стандарди да покажува пред братот и сестрата, да суди дали се покајал вистински, дали не, и дури пазете, ако се сетите на 17 глава Лука, значи како беше таму 7 пати во текот на еден ден, ако ви греши некој, и дојде и се извини, вие треба да му простите. Пазите, еднаш, 2 пати, 3 пати, 4 пати, минатиот тогаш спомнав, значи, ќе се запрашите и грешите, кој знае кој му се пободите сега на него, дали му се чисти, дали... Меѓутоа не треба воопшто се запрашува еден новороден човек. Рековме тогаш дека е должност да простиме. Иако не се извини. Еве, баш тука сме на тој дел.
Да помислиме вака, во каква ситуација се ставаме ние, дали сме љубезни со тоа што нема да простиме, туку очекуваме да, не знам, дојде и ни клекне на колена или не знам какво покаяние треба да покаже. Дали сме љубезни, дали сочувствителни, дали кротки, дали трпеливи. Вие се осетливи теми, нели? Но не е тоа. Ние се ставаме во ситуација на суди, да мериме што е покаяние, што не е покаяние, што е баш покаяние. И се ставаме во една ситуација да, не знам, чекаме некоја посебна ситуација, како или си замислуваме како би требало да се покае братот пред нас, да не се извини. Нели е тоа еден вид на одмазда спрема него? Се ситиме. Дали јас тогаш градам понизност или градам гордост, спротивно на она што е? Значи, тоа не е својствено на новороден човек. На новородениот треба секојаш да биде спремен да прости. Што значи стихот 1 Петрово 4.8? 1 Петрово 4.8. Пред се, имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу греови. На што асоцира овој израз покрива? Просто. Љубовта просто многу греови. Значи, без разлика. Еве ќе ви читам од Мисли на гората, да не зборувам јас само од себе. Многу убав коментар. Човекот кој не е подготвен да прости, го затвара токму оној канал низ кој што самиот може да од Бога да добие милост. Нели? Како ги учеше Христос, учениците се молат, простени ги долговите, како што ние им ги проштаваме нашите должници. А што ќе каже таму во истата таа глава, во Матеј 6 глава, 14 и 15 стих? Само за момент таму да отидеме. Матеј 6 глава, откако ќе заврши со молитвата Оче наш, ќе потенцира нешто. Не залудно го потенцира тоа. 6 глава Матеј 14-15 стих. Значи кажува амин, завршува со молитвата и вели, зашто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вашите вам. И не завршува тука, туку 15 стих вели, ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, ни вашиот татко тоаш нема да ви ги прости вам. Дали гледаме во каква ситуација може да се најдеме ако не простуваме, ако немаме тој дух, сожалив дух или дух на простување. Да не ни ги прости Господ нам гревовите, тоа значи крај, пропаст со нас. Џабе е посредникот горе. Џабе е тоа што ја знаеме целата доктрина за тоа кај се наоѓа Исус, па без кое што па не е можно да имаме таа вера за последното време, нели така коментира Елен Вајд таму. Чи многу е битно сето тоа да се знае, ама џабе е ако ние не простуваме. И вели, никогаш не треба да помислиме дека имаме право да им го ускратиме простувањето на оние кои не навредиле, а не ни ја признале својата вина. Го слушаме ли ова? Никогаш не треба да помислиме дека имаме право да им го ускратиме простувањето на оние кои што не навредиле, а не дошле да ни ја признаат својата вина. Нивна должност е без сомневање да ги понизат своите срца во покаяние и признавање. Но ние мораме да имаме сожалив дух кон оние кои ни изгрешиле, без оглед на тоа дали тие ќе ги признаат своите грешки или не. Че да, нивна должност е. Тие треба заради нивно добро да дојат да се покајат, за да нив им биде простени од Господа. Ама ние треба да простиме уште пред да тие дојдат и да го направат тој чин. Па и никош да не дојдат. Заради наше добро. Заради нам да не бидат простени гревовите. Заради тоа ние да не собираме гнев, лутина, туку да бидеме мирни. Да имаме таа љубов. Сушност, сето тоа го прави љубовта, нели? На крајот и тоа пак ќе го заклучиме. Значи,
Нивна должност е без сомнение да ги понизат своите срца во покаяние и признавање. А наша должност е па да простиме, нели? Тоа го видовме. Но ние мораме да имаме сожалив дух кон оние кои што ни изгрешиле, без оглед на тоа дали тие ќе ги признаат своите грешки или не. Колку и болно да не раниле. Че навистина некојаш е болно, и тоа најболно е од најблиските, нели? Тоа е секојаш така. Колку и болно да не раниле, не смееме да тагуваме и да се сожалуваме себе си поради навредите кои ни се нанесени. Ако очекуваме Бог да не ги прости нашите гревови, ние мораме да им простиме на сите оние кои што ни нанеле некое зло. Тоа е. Тоа е цитатот од Мисли од гората на блаженството. Баш коментирајќи на овие стихови кои што ги читавме сега во Матеј 6 глава, во тој дел за молитвата Отче наш. Видовме од минатиот пат дека простувањето е всушност и се бара од нас, тоа е наша должност, тоа веќе го видовме. Но простувањето е исто така и нешто што го разбира само по себе на новородениот човек. Тоа се подразбира. Што разбира? Секој наново роден човек, секој кој што сватил што е гревот, а што милоста Господова и што направил Исус жртвата, што обезбедил Исус жртвата, сваќа колку многу му е простено. И колку секоја ситуација, која што тој ја има во меѓучовечките односи со братот, со сестрата, со жената, со мажот и така натаму, е многу ништожна и многу мала и помала од тоа што нему му е простено од Бог Господ. Тоа е пак она споредба 10.000 таланти со наспроти 100 денари. Се друго е помало. Но, ете, тука, човек кој што не е наново роден, односно, видите, вака кога размислуваме, не знам, ќе се согласиме со цитатот на Елен Вајд, кај што вика дека наново раѓањето е ретка појава во тоа време, а камоли па денеска. И така, ако е така. Ако сме наново родени, тоеш ние сосема треба да ги имаме на место мерките. Не треба да имаме изместени мерки, значи, он толку многу мене ми изгреши, а никогаш нема да го прости. Со такви зборови некојаш. Колку ти изгрешил? Добро, не 100 денари, можда 300 денари ти должи. И што е тоа? Тоа е, може да биде повеќе од 10.000, односно од нешто што е бесконечно, не може да се спореди тоа прошката што Господ ни ја дава на нас за тоа што го постигнал со жртвата, со тоа што ни простил за секој наш сторен грев. Што правиме ние кога му грешиме на Господа, знаете? Повторно уколаме, нели, клинци во рацете. Чи ништо не е по-големо. Земете ги во овој аспект кога збориме ситуацијата, случајот со Симон. Чи Исус оди кај Симона, односно Симон го повикува, нели, за да се раздолжи на некој начин, да би го вика на Господ, нели, а таму е Марија, која што ќе го направи она големо дело. И што се случува таму? Симон цело време смета дека Марија е поголемата грешница од него. Има изместени мерки. А што вели Елен Вајд? Односно и самото писмо, што ќе каже самиот Исус таму. Кому повеќе му е простено, тој повеќе љуби. Видите како е поврзано. Значи, прошката, примањето на прошката со љубов. Таа побудува исто така е љубов. Кому повеќе му било простено? Значи, Симон бил поголемиот грешник, ама се чувствувал како помал грешник и затоа помалку му е простено и затоа не љуби како Марија. Марија, значи, легнала на пот, едноставно. Грешница најголема, како што вели Павле, најголем од сите грешници. Тој е новородениот човек. Тој се гледа себе како најголем грешник. Не ги гледа другите овака, туку поинако, поголем од себе, како што вели у Филипјаните 2 глава. И кога вели вамо во 13 стих во Колосејаните пак, значи во Колосејаните се вратиме, уште малку ќе превршиме. Трпете се еден со друг, проштавајте си еден на друг.
Значи, во таа хоризонтална линија меѓу себе. Дали се запрашуваме, може би некојаш ете така гневни, јас не упростувам никогаш. Но дали сме се запрашале, што ако јас се најдам од другата страна? Што ако јас се најдам од другата страна? Треба мене да ми биде простено. А некој не сека да ми прости. Марко 11:25. Ще зборуваме за причините, зашто треба да простуваме. Марко 11:25. Интересен стих, вели, во тоа време, се извинувам, тој е Матеј. Марко 11:25. И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, за да ви ги прости и вашиот татко кој е на небеста вашите гревови. Пазите, еве ви стих кој што кажува дека секојаш треба да имате дух на простување, не само да очекувате. Значи, замислите сега се наоѓате на молитва, еве стоите, клечите било како, се молите на Господа. Ова има врски со услушувањето на молитвата, нели? Јас така гледам стихот. Кога стоите на молитва, вие треба да бидете комплетно чисти пред Господа, ако сакате услушување на молитва. Ако имате грев, ако имате нешто во срцето, што не е во ред према Господа, Господ нема да ја услуши молитвата, така има стих. И сега вели, стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого. Ако сте му гневни на некој кој што ви сгрешил, простете, ако сакате, и Господ да ви ги прости вас гревовите. И нормално да ја услуши молитвата, да ја слушне, да допре до него таа молитва. А ние раскарани, па ние чекаме, не знам, другиот да ни дојде или не знам што, а се молиме, па не знам, поленичиме, па не знам, може би молитвени часови, било што, се тоа во ред, меѓутоа зборуваме за еден фер и однос, чист однос кој што треба да бидеме со Господи еден према друг. Затоа е битно да простуваме. И на крајот, простувањето е како што е слика, облека која што му одговара на еден нановороден човек, тој е всушност слика на Господа. Че ви кој сте нановородени, вие го имате Христовиот карактер, вие го имате божествениот карактер во себе, а Бог е љубов. Што вели во 14 стих? Значи, не го читавме тој стих, но еве, ќе ги прочитам сега. Од 12 до 14, читавме 12 и 13, Колосјаните на 4 глава. Од 12 до 14 ќе читам. Вели вака. И така, облечете се како Божји избраници, свети и возлюбени, во милосредно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и поштевајте се еден на друг, ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. И сега 14 стих. А над сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство, сите овие карактеристики, се тоа што треба да го карактеризира нанородениот човек, љубовта сето тоа го сврзува во совршенство. Што е одраз на љубовта? Вие, ако не сте спремни да простите, тоа значи дека не љубите. Не го љубите братот свој, а дали треба да читаме што вели таму во 1 Јованово 4 глава. Ајде да се подсетиме. 1 Јованово 4 глава. Тука има 2 стиха. Осми стих, 1 Јованово 4:8. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. А познавањето на Бога и на Исуса Христа што значи? Спрема Јован 17:3. Вечен живот. Кој не љуби, не го познава Бога, затоа што Бог е љубов. Кој не љуби, нема ни вечен живот. 20 стих од истата глава. Ако некој рече го љубам Бога, а го мрази брата си, лажец. Зашто кој не го љуби брата си, кога го видел, не може да го љуби Бога кога не го видел. Еве зашто треба да бидеме спремни да простуваме. Не е лесно, сите ќе признаеме, прв јас,
Не е лесно, навистина не е лесно, меѓутоа треба да го бараме од Господ. Ова се само може би показатели. Јас не секам кај никого ништо да алудирам. Гледам прво сам на себе, затоа што нели како што зборуваме Јом Кипур и треба да се испитуваме самите себе си, а не да не интересира многу туѓиот живот. Сето ова се показатели, кога немаме љубезност, кога немаме сочувствителност кон оној што ни изгрешил, па кога ни е тешко да му простиме, сето тоа се само показатели дека не сме наново родени, дека не сме му се предале целосно на Исуса Христа. А еве, јас се сложувам со тоа, со брат Зоран, дека живееме во сериозни времења, кога се одвива судот на небото и кога еден ден ќе биде запечатен нашиот случај. Какви ќе најде Бог? Треба да се запрашаме. Дали сме спремни да простиме или од 3 месеци на 3 месеци, како тоа. Овие другиве еднаш годишно, а па ние така почесто 4 пати во годината да го правиме тоа. Не треба да чекаме легенот пред нас да дојде, па не, постојано треба да простуваме. Тоа е одраз на љубовта. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.